слушате во празничното издание на Урбаните вести. Македонија вчера го одбележа празникот посветен на македонскиот светец и еден од учениците на светите Кирил и Методи, кој учествувал во извршувањето на моравската мисија, Свети Климент Охридски. Во чест на светецот, во Македонија многу училишта, улици и државни институции го носат неговото име. Најголемата црква во Скопје, соборниот храм, го носи името на Свети Климент. Добро дојдовте во Урбаните вести. Започнуваме. Најубаво новогодишно украсување во општина Газибаба. Зелено знаме за основното училиште Мирче Ацев. Општините ќе придонесуваат за поголема енергетска ефикасност. Највисоката награда во категоријата на еколошки училишта ја доби основното училиште Мирче Ацев од општина Ѓорче Петров. Директорот на училиштето е горд што токму оваа образовна установа ја добива наградата 5 пати поред. Основното училиште Мирче Ацев од Скопската општина Ѓорче Петров денеска по 5ти пат се стекна со признанието Зелено знаме или највисок статус за еколошко училиште, кое го доделува светската невладина организација ОХО, поддржана од швајцарската амбасада. Како што информираше директорот на училиштето, Мирче Ацев е единственото училиште на Балканот кое 5 пати поред го добива ова високо признание. Програмата со која што домакините ги пречекаа гостите имаше еколошки карактер, при што беа засадени 100 дрвца, а дел од нив ги засадија и гостите од Швајцарија и Норвешка. Имаме посета од страна на представниците на организацијата ОХО, значи тоа е светска организација која што делува на светско ниво, така и во Македонија. Ние 5-та година поред го добивме зеленото знаме. Нашите наставници, одговорните наставници аплицираа со проект, го одобрија и 5-та година поред го добивме зеленото знаме, што значи дека ќе го имплементираме во нашето училиште. Ќе инвестираме во штедливи светилки, штедливи чешми, се што е поврзано со електрична ефикасност. Денес ние ќе ги удостоиме, ќе ги примиме гостите од Норвешка и од Швајцарија со една мала приредба. Имаме спремено една изложба од Денот на дрвото со изработки на учениците, наставниците, изработки од проектот што работиме со Пакомак, рециклажа на пластичен отпад, хартија. И главниот настан ќе биде во училишниот двор, во кој што ќе засадиме дрвца. Добивме 100 дрвја од организацијата ОХО. При тоа гостин ќе биде градоначалникот Соко Митровски, така да ќе го овој ден ќе го одбележиме со една екоактивност со засадување на нови дрвја. Статусот Зелено знаме се одобрува во рамки на програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, што се имплементира преку Министерството за образование и наука, според подпишаниот меморандум за соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка. Во општина Петровец денеска беше одбележан 9 декември, меѓународниот ден за борба против корупција. Денеска во општина Петровец се одбележа меѓународниот ден за борба против корупцијата, 9 декември, кој оваа година се одвива под насловот Нулта корупција, 100% развој. Како што истакна првиот човек на општина Петровец, градоначалникот Борче Митевски, овој настан представува можност за сите нас да се потсетиме на тоа колку е важна транспарентноста и отчетноста за развојот на нашата општина, но и целата држава, додаде Митевски. Водени од оваа идеја мораме да кажеме и да се пофалиме дека нашата општина е меѓу првите 9 општини што ја имаат подпишано и усвоено сеопфатната политика за борба против корупцијата, со која се сведува на минимум можноста за коруптивни дејанија преку елиминирање на ризиците од корупција на локално ниво, изјавува Борче Митевски. При тоа додавајќи, денес кога символично го одбележуваме меѓународниот ден за борба против корупцијата, може да кажеме дека ќе продолжиме со нашите напори да сториме се, за да се промовира етичкото однесување на сите вработени во општината и вработените во јавните установи во борбата против корупцијата. Започна новогодишното украсување на општина Газибаба, а со тоа и конкурсот што општината традиционално го организира за најубаво новогодишно украсување во категориите двор, тераса, простор пред зграда и деловен објект. Конкурсот ќе трае до 22 декември. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Со цел да се направи попријатна празнична атмосфера во пресрет на новогодишните и божикните празници, општина Газибаба започна со украсување на својата територија. Оваа година се украсува плоштадот на општината во населбата Автокоманда,
Оваа година се украсува плоштадот Филип II на општина Газиваба во населбата Автокоманда, каде е поставена елка висока 8 метри, паркот во Ченто, делот булеварот Александар Македонски, улиците Благоја Стевковски и Антон Попов, населените места и пред објектот на општина Газибаба. Целта е да придонесеме за поубава новогодишна атмосфера, едно повесело расположение и да и придонесеме за поголема радост кај нашите најмлади жители во општина Газибаба. За оваа активност општината издвои средства од буџетот во висина од 1.000.000 денари, а украсувањето го изведува фирмата Link Media. И оваа година, пред новогодишните празници, општина Газиоба сака да ги мотивира жителите на општината заеднички да го украсат просторот каде живеат и работат. Општината и оваа година ќе доделува награди за најубаво новогодишно украсување во категориите двор, тераса, простор пред зграда, предделовен објект, училишта и градинки. Проведуваме една активност заеднички со нашите сограѓани да ја разубавиме нашата општина, затоа упативме апел, повик за да се јават на огласот за да конкурираат за учество во најдоброто украсување на двор, најдобро украсен балкон, најдобро украсен простор пред зграда и најдобро украсен простор пред деловен простор, значи пред деловен комплекс. Пријавувањето може да се направи на телефонскиот број 02 3 212 886, на бесплатниот телефон 0800 42 222, на мејл адресата redakcija@gazibaba.gov.mk или лично во едношалтерскиот систем во општина Газибаба најдоцна до 22 декември. За најуспешните следуваат и пригодни награди, кои градоначалникот Тони Трајковски лично ќе ги додели на посебна свеченост. Германското друштво за меѓународна соработка, отворен регионален фонд за енергетска ефикасност, фондацијата Конрад Аденауер во Република Македонија и Центарот за истражување и креирање политики ја презентираа публикацијата Поттикнување на енергетска ефикасност, како можат да придонесат локалните заедници. Публикацијата представува сеопфатна анализа на правната рамка на Република Македонија и Европската унија во делот на енергетската ефикасност, како и анализа на проблемите и пречките со кои се соочуваат општините при унапредувањето на енергетската ефикасност, но и предизвиците на невладините организации и компании, во чиј домен на работа е токму енергетската ефикасност. Инвестициите во енергетската ефикасност може да стимулираат локалната економија, особено во градежниот сектор. Енергетската ефикасност штеди пари со ограничување на трошоци за енергетските услуги. Енергијата влие врз намалувањето на емисиите на јаглеродиоксид и се бори против промените во природата. Овој документ за политики, кој што исто така е во фокусот на денешниот настан, е развиен во соработка со Центарот за истражување и креирање политики и со германскиот Конрад Аденауер Стафинг. Овој документ треба да придонесе за успешна имплементација на македонската политика во енергетската ефикасност на локално ниво. Општина Карпош денеска беше домаќин на форумот на работодавците, што го организираа Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување. Целта на форумот беше работодавците од реалниот сектор во општина Карпош да се запознаат со мерките што ги нуди Агенцијата за вработување, а кои представуваат стимулација за креирање работни места. На средбата, раководителката на секторот за локален економски развој при општина Карпош, Евантија Стојановска, најпрвин ги презентираше податоците што ја илустрираат бизнис климата и состојбата со вработеноста во Карпош. Таа посочи дека Карпош со 16,9% е меѓу општините со најмала невработеност, дека високи 76% од предпријатијата во Карпош се мали предпријатија со максимум 10 вработени, но и дека инфраструктурата која за инвеститорите е најважна, е нешто на што локалната власт работи во континуитет и со видливи постигнувања. Представничката на Агенцијата за вработување, Павлина Костовска-Груевска, ги презентираше мерките што агенцијата ги нуди за да ги поттикне работодавците да создаваат работни места. Меѓу другите, беа споменати обуките, практиканството, но и субвенционирањето работни места. Костовска-Груевска истакна дека агенцијата работи по однапред утврден оперативен план, кој ја утврдува динамиката и
начинот на реализација на активностите. Во завршницата на форумот, представниците на реалниот сектор имаа можност да зборуваат за проблемите со кои се соочуваат во процесот на реализација на својата дејност, особено за сивата економија и за непостоењето превентивни мерки кои ќе обезбедат можност да се задржуваат вработените. Кристијано Роналдо ќе отвори свој музеј на португалскиот остров Мадеира. Првите настапи во новата сезона во MotoGP ќе бидат клучни за кариерата на Валентино Роси. Повеќе за спортските вести по рекламите.